Државата во хаос, администрацијата нема да функционира. Над 100.000 луѓе од утре почнуваат генерален штрајк вработените во управата, правосудството, здравството, Министерството за внатрешни работи, комуналните предпријатија и останатите јавни институции. Пропадна и последниот обид владата да ги убеди синдикатите да отстапат од најавениот генерален штрајк со тоа што ја иницираа првата средба од процесот на помирување. На средбата не беше кажано ништо ново, освен дека треба да се работи на методологија за изнаоѓање решение. Разочаран сум од преговорите кои денеска се водеа во последен момент. Очигледно беа само купување на време и ништо друго. Не понудија ништо освен правење на одредени комисии каде што ќе се согласи методологијата, убедувајќи ни дека административниот службеник и давателите на јавни услуги се непродуктивни работници, што не е така. Тие се сервис на граѓаните и ние од нив користиме услуги и достоинствено си работат работата и сметаме дека дојде времето нашето незадоволство да го искажеме на улица. Од владата повторно со истиот изговор. Било потребно системско, а не ад-хок решение. Повикуваат синдикатите да се откажат од штрајкот додека траел процесот на помирување за да ја сработеле методологијата. Сметаме дека додека трае фазата на помирување, штрајкот не би требало да се одржи, но секако тоа е демократско право на секоја страна да одлучи дали ќе прифати да има помирување и дали би требало да се одложи штрајкот. Ние ќе го испочитуваме демократското право и демократската одлука на Сојузот на синдикати ако они продолжат со нивната намера за организирање на генерален штрајк, а ние остануваме со волјата да најдеме решение, но да најдеме системско решение кое што е одржливо решение за сите страни, а не наоѓање на ад-хок решение. Во текот на утрешниот ден, додека работниците ќе штрајкуваат на нивните работни места, ќе излегуваат по 1 час од работните простори, а утре и председателството на ССМ пред собранието ќе постави 120 столчиња за изразување на нивниот револт. Протестот ќе продолжи во четврток пред владата, а во петок ССМ своите барања ќе ги каже пред Министерството за финансии. За време траење на штрајкот, итните и работите кои се неопходни за да не се загрози здравието, животот и личната сигурност на граѓаните, ќе ги одржуваат 10% од вработените. ССМ и владата веќе имаа договорено линеарно покачување на платите од 1806 денари. Си имаа пружено и рака, но власта потоа се премисли и не предвиде пари со ребалансот на буџетот. Вчера беше отфрлен и амандманот предложен од опозицијата на барање на синдикатите, со кој требаше да се предвидат пари за поголеми плати. ВМРО ДПМН најави дека повторно ќе поднесе нов амандман.